Во изминативе неколку недели целата опозиција сплотена во Сојузот за еднината имаше бројни активности во делот на одбрана на слободата и враќање на демократијата. Само да потсетим дека покрај протестите кои се одржаа на крстосницата кај Чепленот, се одржаа и протестни маршеви, протести на крстосницата кај шопинг центрот и граѓански парламенти. Место каде секој оној кој бил уценет, заплашен, изманипулиран и имаше можност да окаже својот збор против овој ненароден режим. Сите овие активности беа масовно поддржани не само по партиска основа, туку напротив, најголемата поддршка доаѓаше токму од граѓаните. Затоа, охрабрени од масовната поддршка, сакаме да ве информираме дека на ден 25 јануари 2013 година петок, со почеток од 17 часот и 30 минути, ќе се одржи голем протестен марш, Марш за слободата. Маршот ќе го предводат лидерот на Сдружената опозиција Бранко Црвенковски и правенците на партиите во опозициониот блок. Зборно место ќе биде крстосницата кај Чепленот. На овој марш добродојдени се сите слободоумни луѓе кои се за рушење на овој ненароден режим. Во оваа пригода, само накратко, сакаме да го прашаме градоначалникот во заминување Радко Димитровски. Во кое својство на неговото испраќање од функцијата беа присутни неговата снаа, сопругата на државниот секретар во економија Анчи Трифунов и ќерката на секретарот Петар Апостолов, како дел од фамилијата или како дел од најблиските соработници од локалната самоуправа. И дали настанот испраќање на градоначалникот од неговата функција под партиско знаме е финансиран од средства на граѓаните, имајќи во предвид дека на истиот по налог присуствуваа вработени во администрацијата и тоа во текот на работното време. Добро, ние јасно кажавме дека претходниот пат кои беа причините за да не гласаме по буџетот на општина Кочани. Не рековме дека нема да учествуваме во наредните седмици на Совет. Напротив, ќе бидеме присутни.